Gradovite, како и луѓето, имаат душа. Тоа се оние градови кои имаат свое минато. По тоа градовите се слични на луѓето. А во нивната традиција се испреплетува животот, сите негови чуда и обични нешта, радости и таги, убавини и парадокси. Меѓу нив, во стариот Велес, свое посебно место има и песната. Велат оти е тоа град со најмногу песни, со најбогат фолклорен фонд. А народот уште и рекол оти, кој пее зло не мисли. Богатата музичка традиција на Тито Велес најмногу се манифестира кон крајот на 19. век. И таа верно живо го одразува севкупниот политички, економски и културен живот. Музичката тематика и проблематика во овој период е поврзана пред се со црковното пеење. Првите учители по пеење се учат во светогорските манастири, и тоа се учители свештеници, калугери и калугерки со известни музички познавања. Такви се Даскал Коте, Илија Зограф, Марија Самуркашова и други. Во првите децении на минатиот век ќе постојат црковни и училишни хорови. Меѓу првите учители по музика е и Даскал Митре, првиот учител на джинот. Првите наши учители у Велес датираат од 1830 година. Тие биле училишта, ќилијни училишта, така наречени. Вистинското школување по музика во нашиот град датира од идењето на Јордан Константин Джинот. Тој пред известно време, пред да дошол у Велес, бил во Скопје. Тој бил со една општа култура, и филозофија, и етнограф, и музиколог бил, и драматург. Тој сам пишувал драми и ги режирал со своите ученици од погорните класови. Имал огромен успех. Голема среќа било кога бил назначен у нашиот град во Велес, и со справо историјата на велешката музички развиток датира од неговото идење. Името на Јордан Джинот е забележено и од нашиот историчар, музиколог Коста Маноловиќ, кој пишувал студија за неумите и за кукузеловото учење. Тој, ќе ми дозволите да го прочитам цитатот негов. Овој пластика ест јеројакона Ананија, служителја манастира Високи Дечани, сада привремено налазече се у Скопју при учителја Велешанца Јордана Хаджи Константинова Джинова. На крајот во овој напис 1851 година, 6 декембар, учител бист нам на пеение господин Игњат, и он из Велеза. До сега не е ништо повеќе не е познато за тој добар учител. Студијата е извънредна, тој ја поклонил и во библиотеката Белградска. На Јордан Константинов Джинот современици се, имало и други музичари. Современици се Јордан Джинот, Митре, неговиот учител, Ѓорѓе Милетиќ, Васил Дијамандиев, Костадин Илиев, Пенчо Маринов, учител Стојанка Дудикова, Панче Велев и така натаму. Неговите ученици биле Пандора Рушкова и многу други современици. Као, например, Тодор Мартулков, тој бил десетник негов
у школата на Прцорек во Велес. На крајот на овој век, во Солунската гимназија, Скопската и Битолската гимназија, многу наш млад свет, синови и ќерки на нашите трговци, ги праќале за да им бидат у нивната трговија и заначиството кореспонденти, да знаат јазици, во Солунската гимназија особено, и најголем број во Македонија, и женско и машко, испратени се на чело и со ѓемиџиите. Таму се вовел во тоа време као обавезен предмет и музика. Сите тие свет, покрај учењето на странските јазици, трговските кореспонденциите, тие учеле и музика. Кога се враќале во градот, тие веднага, уште 1903-1904 година, основале хорови и им бил диригент покрај другите Елијазов, Узунов, а највише допринел и Кочо Матов Чаушот. Тој се занимавал покрај специјално со музика се занимавал и бил многу талентиран. 1906-1907 година се образувало друштвото Славеј. Таму негде во 8 година излегле на концерти и имале доста голем успех. 1908 после уријатот се основала и музика. Таа блех музика е преку ден собрани се пари и се ја купен комплетна музика е купена од Чехословачка. Тога се образувал друштвото Јунак и таа плех музика траела се до 24-та, 5-та и понатака. Мојот прв учител по музика, значи диригент, беше Илија Настоп, кој ме научи да свирам по ноти. Откако мојот учител замина за наставник по музика на учителската школа во Скопје, мене ме нагрвија као најмузикален да се прихватам хорот и оркестрот да ги раководам. А еден професор Коста Дошен, исто така многу музикален, ме бодреше, рече заедно ќе работиме, јас ќе те воведам таму и така почна мојата дејност како диригент. Таа иста година, 22-ра, есента се собраме другарите, меѓу кои и Живко Фирфов, ќе правиме оркестар. Направиме, собраме пари, порачаме инструменти и веќе у ноември беше оркестарот организиран. Еве ги гледаме нив сите јунаци, од кои 1, 2, 3 живи од 16. Тој оркестар се викаше Гром. Чудно име, ама ние беме млади, ентузијасти, сакаме нешто бомбасто, громогласно да биде и Гром го рекуваме. Арно ми тука се внесува мрачни сили, трговачки, трговци имаше доста, кои не растурија, мислија да сме комунисти сите. А мене ме повика во тоа време беше организирано и друштвото Горски културно-уметничко друштво, имаше и спорт и оркестар. И таму се припоев, и таму ги учев сите, индивидуално да свират на разни инструменти.
i така со ним останав до август 26 година. Меѓу членовите на друштвото беше и Кочо Рацин, кој ме сврзува другарство уште од нашето мало, бидејќи заедно сме живееле горе и растееме заедно, додека не се разделиме. Одееме из цела Македонија, приредуваме концерти. У тоа време, кога имавме проби, ги гледавме Милан Ѓорев, еден голем ентузијаста беше, и Кочо Рацин, ќе влезат од кај денеска кај што е оркестра и хотелот Интернационал, од тука имаше као кафичище, кога ќе дојдеме таму да вршиме проба, ги гледаме, они стојат. Па влезете и викаме над. Не, ние сакаме однадвор да ве слушаме, многу убаво и така натаму. Толку се афирмира тој оркестар, да дури ние излеговме од името на гимназијата, дури во Љубљани, Белград и Загреб дававме концерти. Ете го тој оркестар заедно со професорите и учениците од гимназијата. За вие оркестри требаше и аранжмани, и народни песни. Многу беше програмот богат, со богатото наследство што го имаме и до денеска во Верец. Песната станала жив извор, непресушна мисла и идеја. Со неа се одело во борба за слобода. Со неа се одбележувале радостите и тагите, победите и поразите. Песната најубаво ја изразувала вековната борба на македонецот за својата слобода, неговиот макотрбен живот, патилата и црнилата, неговата вечно слободолюбива и визионерска загледаност во иднината. Со формирањето на партизанските одреди започнува и музичката историја на борците и на борбата. Во селата Лисиче, Богомила, Врановци се појавуваат и дејствуваат првите партизански хорови. Се пеат стари револуционерни песни, баладите за Гоце Делчев, Интернационалата, како и првите партизански песни. Ние сме првата македонска бригада, што ми е мило ем драго, млада партизанка да бидам, времето ни дојде, браќа востанете и други. Меѓу нив бројни се имињата и на хористите партизанки: Радка Мирсинова, Бојанка и Вера Тасеви, Ленче Иванова, Благојка Демниева, Родна Пејкова. Таа епопеја на револуцијата и востанието, народно-ослободичката борба, која се развиваше секаде во Југославија, и велешките партизани, кои до големо учество и многу големи жртви дадова за ослободата на Македонија и на цела Југославија, това говори дека во тие редови се наоѓаа и многу голем број писатели, поети кои пишуваа поезија и други дела, творби од това востание наше, меѓу другото кое напиша една песна другарот Јордан Леов, која ја посвети баш на таа велешка 8 бригада. Во редовите на борците се наоѓаше Иван Николовски, наречен Танго, кој свиреше неколку инструменти различити и на тој текст
на таа поезија од другиот Леов напиша музика, убава мелодија, која подоцна се обработи, се створи еден хор и кој денеска, во овие денешни денови уште, хоровите сите во Македонија го пеат тој марш, а и јас со борачкиот хор кој го сега раководам, каде што половина и повеќе од половина се навоѓаат борци од НОБ и од револуцијата, со таква радост, со таков жар, ја пееме таа песна и денеска као и тогај. Кога завршив, јас бев назначена после ослободувањето за прв пат во Велешката гимназија како наставник по музика. Но не можевме одма да почнеме со работа, затоа што војната остави доста голем пустош, специјално по нашите школи. Тие беа употребувани од страна на окупаторот и ние прво тие требаше да се санираат и после тоа да можеме да работиме. Значи, негде веќе у децембар месец ние почнавме со работа и почетокот на февруар веќе се готвевме за некоја свечаност, еден концерт дававме. У тој концерт учествува литературни групи од кои се чета стихови од Миладиновци, од Крстен Мисирков, од Кочо Рацин, се даваа скечеви од партизаните, од партизанскиот живот и онда хорот кој го припремав јас, изведовме овие партизански песми, борбени, народни и тој навистина беше толку многу успело и многу голем успех покажавме, затоа што сите бевме одушевени, се пееше на мајчин јазик, се говореше на мајчин јазик, се рецитираше на мајчин јазик. Сонцето на слободата донесе нов музички живот. Во 1945 година, по иницијатива на неколку музички ентузијасти од градот, ке се зароди идејата за музичко професионално образование. Во изминатите 35 години од постоењето и работата на музичкото училиште Киро Димов во Титов Велес, помина и школува многу генерации. Како македонскиот народ го сврте најубавиот и најсветлиот лист во својата историја и се здоби со национално и социјално ослободување и активностите на младинците и на друштвата кои не беа повеќе како вел за собирање на скоевците и на нивните симпатизери, друштвениот живот, а во нив и музичко-културниот живот во градот се здоби со мощно богато делување. Особено беа активни друштвата, беа бројни хоровите и воопшто музичкиот живот во градот. И само по себе се наметна симпатизерите на музичкото образование кои беа во 45-та година во прв ред Алчев Стојан, во 46-та година да се конституира музичкото училиште за основно образование со доаѓањето на Иван Николовски Танго и на Петар Попрсти. Со доаѓањето на Иван Николовски Танго, особено се збогати музичкиот живот во Титов Велес. Тој беше активен на сите полиња. Тој основа
многу хорови во градот, дури во предпријатијата. Тој основа градска музика, дувачки оркестар, кој броеше преку 40 членови, кој беше мощно активен. Тој основа и оркестар заедно со учениците на музичкото училиште. Беа мощно активни, тие не само да учествуваа во сите прослави и академии во градот, дали оти бев јас мал, меѓутоа беа многу бројни. Секаде беа и учениците и оркестарот на музичкото училиште присутни на тие свечености. Ние бевме активни дури и надвор од нашиот град. Не само во Републиката, и надвор од Републиката. Во 1954 година ние бевме во Загреб, каде одржавме концерт во глазбени завод, една од многу убавите сали на Загреб, која и денес активна, а имавме и снимање за Радио Загреб. Следната година, како директор дојде Тодоровски Илија, наш истакнат тромбонист, за директор на музичкото училиште, и активата се разбира, уште повеќе се разви. Јас си спомнам, за прв пат ја чув тогаш песната италијанска, многу популарна, Кореон Граде, од неговата ќерка, Тодоровска Радмила, не ја заборавив, со придружба на нашиот оркестар. Нашите активности во однос на концертирањата продолжија како во Републиката, така и надвор. Си спомнам, имавме концерт во Ниш, имавме во Земун, па и во некои други градови. При едно вакво активно делување се разбира, музичкото училиште бележи мощен успешен подем. Од неговите редови излегоа многу музичко образовани младинци, а денес веќе активни музичари кои се определија својата професија да ја посветат на сериозната музика. Јас се извинувам ако не ги спомнам сите, меѓутоа ќе се потрудам неколку души бар да спомнам. Ја спомнав Тодоровска, првенка на Сараевската опера, Ангел Шурев, диригент и директор на Београдската филхармонија, Кирков Костадин, концертмајстор на Љубљанска филхармонија. Потоа се бројни наши уметници во Скопје, Благој Николовски потекнува од Тито Велешко. Манев Димитар, долгогодишна наша прва труба во Македонија. Бојан Јарчев потекнува од Тито Велес. Пупилиев Илија, виолист во Загреб. И уште многу други наши колеги. Покрај активностите што ги имавме ние како музичко училиште, тие активности се чувствуваа и во оние осмолетки каде ние бевме на училиште. Особено беше активно училиштето Благој Кирков. Бевме една добра генерација која бевме активни и организиравме балет во нашето училиште, оперета, па дори имавме некои драмски секции. Се викам Смилова Светлана. Завршив на факултетот за музичка уметност во Скопје, во класата на професор Јасминка Чакар. Сега ќе ви изведам една композиција на мојот колега од Тито Велес, Предраг Петров, 3 миниатури за пијано.
Поминаа времињата и одлетаа како бели гулаби, пее песната. А се беше музика, и животот, и радостите, и тагите, борбата за слобода. Песна беше и остана нашиот непокор. И сонцето на слободата, и силно светнатиот ден над нас.